Ист ритам без главните партиски актери, симпатизерите на ВМРО ДПМН, синоќа ги чекаа изборните резултати. Едни во главниот штаб на кандидатот за градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓиевски на плоштадот Македонија, а други во седиштето на партијата. Почитувани, на прагот сме на голема победа на ВМРО ДПМН и коалицијата. Разликата е некаде 3:1, има општини каде што е 6:1, 7:1, а има општини каде што е 10:1. Зад камерите немаше преголема еуфорија, ниту гужва. Во седиштето беа собрани главно млади активисти, но во позадина на прес-центарот забележавме и познат лик. Како го оценувате денот? Некако ни делувате многу загрижени. Малку уморен, а инаку по однос на резултатите расположен. Затоа што мислам дека ќе имаме историска победа, отприлика помеѓу 45 и 50 општини. Тоа се моите очекувања за првиот и вториот круг кумулативно. Пред штабот пак, резултатите ги чекаше и господја обвиена со знаме со 16 кракото сонце. Што очекувате? Што барате? Бараме подобро да биде. Да се очисти ова улиците, да биде добро. А во таборот на СДСМ, тивко и празно како ретко кога претходно. Внатре полно со камери, а присутните беа главно медиумски работници. Малкумина активисти и кандидати за советници во град Скопје ја проследија првата пресконференција, на која не се појави никој друг од раководството покрај генералниот секретар. Со задоволство констатирам дека од во секоја општинска организација имаме подобар резултат во споредба со минатата година. Ви благодарам. По пресот стана уште попразно. Да пропешачиме, да не излезе склетот, се слушна зад камерите од скромната публика. И додека партиите ги броја гласовите, главниот град и во изборната ноќ беше затрупан во смет. Илустрации се најдоа во изборниот штаб на Левица, каде тлееше надежта дека нивниот кандидат за Скопје, а не на СДСМ, ќе влезе во вториот круг. Доколку влеземе, секако тоа е една нова ера во македонската политика, третата опција влегува на голема врата во политиката во Македонија. Како што пристигнуваа резултати, во Левица стануваа се посамоуверени. Продолжува тенденцијата на Амар Мициновиќ за влез во вториот круг на изборите за градоначалник на град Скопје. Во СДСМ се одјавија први. Лидерот Венко Филипче кажа дека ќе ги почекаат бројките пред да се впушти во анализа на резултатот за Скопје, но порача дека нема да си даде оставка. Не, планирам и понатаму да работам на консолидација на партијата. По пресот на Филипче се испразни штабот на социјалдемократите на Бихачка, а паралелно почна да се полни седиштето на ВМРО ДПМН во центарот на Скопје. Падна селфи, а атмосферата се вжешти со влегувањето на лидерот. Ке не вадат од контекст после ова. Иако прогнозираше убедливо водство во првиот круг на Орце Ѓорѓиевски, Мицкоски упати порака до членството и гласачите. Ова не е време за опуштање, туку за последниот напор. Лидерот замина, но остана претендентот за Скопје со телевизиски вклучувања и фотографирања. Ѓорѓиевски, кој е ваш посакуван против кандидат во вториот круг за вас? Па немам посакуван или не посакуван против кандидат со оглед на тоа што е огромна разликата која што имаме. Мислам дека е известно во градот Скопје што ќе се случи во вториот круг, така што во наредниот период од 2 недели ќе ги информираме граѓаните повторно за цел мој концепт, сите оние проекти кои што ќе ги реализирам. Можно ли во следните 2 недели да очекуваме уште поголем хаос со сметот за во наводници кажано да дојде Орце за да го изчисти? Јас често пати го говорев тоа во минатото, Орце не го предизвикува сметот. Ние не ги предизвикуваме дефектите изминативе 4 години со водовод и канализација. Не чекаме по неколку месеци за да се реши еден дефект, па да се остави дупката уште неколку месеци по улиците. Ние не го предизвикавме проблемот со јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје. Друг го предизвикат. Кој? И неговата неодговорност. Данела Арсовска, името и презиме. Чиј кандидат беше? Тоа се знае чиј кандидат била, но тоа се прашања кои што се апсолвирани во минатото. Така да, мислам дека изминатиот период јасно се покаже со кого е Данела во коалиција, тоа беше Дуи и Левица. А зашто нема славија пред ВМРО? Има слави, има дода луѓе, не знам која влегов тама, добра атмосфера, одлична, но и локалните избори се окални избори, значи има огромен број на локални штабови каде што се и славијата, каде што се честитањата, но вака голема
Победа мора значи одговорност. Не смееме никако да отидеме во ароганција, туку треба да имаме умереност. Треба да имаме благодарност кон луѓето кои што ни дале ваква доверба и да се испорачаат на вистина резултати. Пред штабот не се симна ниту еден истакнат член на партијата, па остана нејасно зошто ВМРО ДПМН постави бина од која не се обрати никој. Дали можеби партијата спремаше сцена за славење на евентуална победа во Скопје уште во прв круг? Без разлика на намерата, силите во Скопје ќе се мерат уште еднаш, а доцна во ноќта стана јасно дека против кандидат на Орце Георгиевски ќе му биде Амар Мециновиќ од Левица. Подбивачки, во Левица се скандираа пароли кои на времето се пееа со името Никола, за Никола Груевски. Од вечерва Левица е вистински лидер на опозицијата. За жителите на Скопје, јас сакам да посочам дека сега во вториот круг имаме јасен избор помеѓу две визии. Едната визија, оваа која 35 години ја имаме во Македонија, која е застарела, коруптивна, криминална и ни ги одзима годините, можностите и животите. И оваа втора визија која е наша визија, визија која е состојана од љубов кон сопствениот град и визија за град во кој сите ќе сакаме да живееме. Од Левица тврдат дека нема да преговараат со никого, туку очекуваат поддршка од сите, како што велат слободоумни граѓани. Прв пат имаме трета опција во втор круг во било какви избори досега. Секогаш сме имале опција А или Б. Сега за прв пат Амар направи еден голем пробив на политичката сцена, иако на локални избори, меѓутоа тоа е еден голем пробив за Левица, за Македонија и за демократијата воопшто. Конечно да се ослободиме од ова дуополио, значи од две партии, да имаме друг избор, да имаме подобар избор со неискомпромитирани луѓе. Бевме и во штабот на ВМРО ДПМН, тие велат кој да е во втор круг против кандидат, нема шанси со нив. Ајде ќе видиме, има втор круг, така да граѓаните ќе одлучат. Ќе се вратиме во штабовите по 2 недели.